Криминални групи се почесто се представуваат како транспортери. Стоката ја товараат и исчезнуваат, а потоа им се губи секаква трага. Вакви случаи веќе има, а добрата криминална организација бара многу поголема предпазливост во изборот на транспортер, предупредуваат од асоциацијата Макам Транс. Се представуваат како превозници, имаат спремни лажни документи, така да кога транспортеров презема или дава, може да преземе превоз, па да не може да го наплати, или пак дава превоз на некој превозник. Не е битно од каде, бидејќи тоа се лажни податоци. Значи, зборуваме за криминал на ниво на Европа, не на територија на Македонија. И од кој ќе се завршат сите работи, наеднаш или се губи трагот на возилото, или се губи трагот на фирмата која што треба да го плати превозот. Освен со овој, транспортерите се соочуваат и со ризик од кражба при паркинг на така наречени сигурни паркинзи, кои се покриени со видеонадзор. Се вршат обивања на возилата, али не можам да ги кажам во класична смисла на обивање, бидејќи шоферот која проверува и пломбата, и бравата, и дополнително што имаат шепи ставено не се оштетени. И возачот си мисли дека воопшто ништо не е отворено. Дури оние што се сензори за отварање на вратите што ги ставаат превозниците, дури тие не реагираат. Освен оние кои што ги имаат вградено производителите во самите приклучни возила, кај нив може да се забележи отварањето. На кој начин транспортерите може да се заштитат од ваков тип на кражби? Бидејќи се работи за лажни податоци, значи пред се би требало да се работи со фирми со кои што се познаваат. Значи без разлика гласот на човекот од другата страна и името кој ќе побараш, ќе сватиш дека е измамникот, нели? Ако постојано со некого соработуваш, ја препорачувам повеќе да се соработуваат меѓу себе превозниците во Македонија кои што се познаваат. Покрај ова, може да извршат увид во централните регистри низ Европа, кои за жал истите се на мета на криминалните групи кои ги злоупотребуваат податоците на веќе постоечките фирми.